Македонија, ви посакувам убаво утре, ве поканам да станете со нас во продолжение да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка Ана, тука во литература, бидејќи ќе зборуваме на убава тема книги, она кое што во летото навистина оние кои што се љубители, а и оние кои што не се треба да станат љубители на пишаниот збори, да земат во рака да читаат книга, а не само тоа да биде дигитално и да ги скроламе телефоните. Ова лето навистина е одлично затоа што имаме многу убави наслови и има од сите жанрови за секого по нешто. Но многу повеќе на оваа тема ќе ни раскаже токму Ана. Ана, добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро, благодарам за поканата. Така како што кажав, ова лето од кога што можам да видам од она кое што еве ти ни го приложи, навистина има убави наслови, убави жанрови за ете и она време кога ќе си го одвоиме за себе си, за одморот. Баш да си ги пуштиме малку мислите, да си прочитаме некоја убава книга и што се вели, навистина биде еден одмор и уживање. Така е, традиционално летниот одмор го користиме да си прочитаме некоја книга, дали тоа што сме ја купиле низ години, низ целата година, па не сме стигнале, или пак некоја нова што си ја купуваме и си ја носиме наменски за на одмор. И тоа е идеално време и да се исклучиме од телефоните, да се исклучиме од целиот тој дигитален живот и да се посветиме на... Така е, затоа што книгите ни нудат на навистина нов свет, свет во кој што ќе се опуштиме, ќе навлеземе, ќе се релаксираме и ќе заборавиме на можеби на момент на проблемите и секако можеби ќе научиме нешто, ќе се преиспитаме себе си, така да едно убаво патување е секоја книга и одличен сопатник за секое патување. Така, книгите навистина даваат, јас мислам, една оддишка од секојдневието, ни даваат и поттик и мотивација, не поттикнуваат да размислуваме на поинаков начин. И мислам дека доста идеи доаѓаат со читањето на нешто кога ќе читаме за нешто ете што сме можеби сакале да направиме или на друго, добиваме навистина една убава мотивација и размислување и идеи што да создадеме понатаму кога ќе се вратиме во секојдневие. Да, така е, затоа и нели постои книга за секој читател. Секој ќе си го избере жанрот или насоката која што го интересира. Дури може уопшто да не се совпаѓа со тоа, со неговиот карактер, меѓутоа е убаво бегство или убаво нурнување во она што се вика фантазија. Секако има и книги кои што се реални, вистински, биографски и ги читаме за да се инспирираме или да дознаеме како бил животот или каков е животот на некоја јавна личност, моќна личност и така натаму, меѓутоа и постојат и книги кои што се нели за самопомош, книги кои што ни помагаат да ги преиспитаме своите одлуки, да донесеме нови, да си го средиме животот, да направиме некои нови чекори, да се охрабриме, нели, да направиме промени кои што сакаме да ги реализираме во својот живот, па може и после летниот одмор. Така, од тука гледаме интересни наслови, па што би ни посочила? Ова лето многу се читаат, мислам како и секое лето нормално многу се читаат романси. Се чита историска фикција, значи приказни кои што се случиле во минатото, се влечат некакви мотиви од реалноста, меѓутоа врз тоа се гради една фиктивна приказна. Се читаат трилери, има големи фанови на трилери во Македонија, се читаат биографии и така натаму. Од она да речеме што е ново од издавачката куќа Арслан во литература што може да се најде, извоив неколку наслови кои што еве ќе ги представам ако може на кратко. Значи Срце љубовник од Лили Кинг е светски бестселер, една од најдобрите книги за 2025 година и имаме среќа да имаме и сега на македонски јазик. Значи многу трогателна, убава приказна, топла, со многу референции од книжевност. Значи убаво напишана, мислам дека ќе уживаат сите читатели и е навистина моја топла препорака. Сите што сакаат романси, меѓутоа што сакаат и книжевност, има малку и семејна драма тука, значи е убава приказна и не за џабе е препорачена и е доста читана, хите и на TikTok, значи затоа и почнувам со нејза. Имавме периодов доста активна кампања со овие две книги од Карли Форчен. Самите корици ве привлекува да си ги понесете за одмор. Значи две фантастични романси од Карли Форчен, едно Златно лето и ова лето ќе биде поразлично. Две различни приказни, не се поврзани. За нели секако содржината едни ќе ги привлече една, други друга, меѓутоа и двете се одличен избор за сите што еве сакаат малку да се релаксираат со романса во текот на летото и тоа убаво лесно напишано, читливо, како филм да ја гледате на плажа. Да.
И тоа се без светски бестселери. Себе светски бестселери Карли Форчин ја нарекуваат на кралица на летните романси. Буквално тој е специјално, сега има и ТВ серија по една од незините книги, а втората сезона сега што ја најавија ќе биде според оваа книга Едно златно лето, така да препорачувам да си ја прочитате книгата за после да видите дали е подобра серијата или книгата. Убава поврзаност ќе биде, да. Една книга која што еве изминатиот период доста и се бара, во светски рамки доби многу награди. Тоа е Атмосфера од Тейлор Дженкинс Рейд. Тейлор Дженкинс Рейд е една од најактивните моментални американски писателки. Таа пишува историска фикција, односно пишува приказни за славни личности кои што реално не постојат, меѓутоа толку бедливо ги пишува тие приказни што ќе се побарате, ќе отворите Википедија, чеки како не знам оваа глумица или како оваа приказна е за позната астронаутка која што ја представува нејзината амбиција да биде во тој машки свет успешна. Во 80-тите години се случува оваа приказна. Паралелно со тоа и се води една љубовна приказна, така да една многу убава книга која што и нас натрешно ќе ни прииспита како за нашите одлуки животни и за нашите амбиции. Малку трилер, еве ке за сите они трилерџи кои што сакаат, две одлични книги. Лажго, тоа е еден класичен убав трилер, како Netflix да гледате серија или филм, со мистерија, со еден човек што се појавува едно семејство, па има крие некоја тајна, значи така со мистика до крај, меѓутоа навистина не е површно, значи пред се фантастична е авторката Луис Дженсен која што има објавено неколку книги, се надоврзува на неубав нејзин серијал на одлично пишување на трилери и Заплет. Заплет е исто така трилер, меѓутоа е и роман за роман. За писател кој што објавува роман и добива една порака, знам што направи, после тоа се разоткрива приказната и ова беше светски плот на американски, значи светски бестселер беше, ја објавуваме се на македонски јазик и неодамна ни се обрати и авторката на македонската публика, се заблагодари за цела поддршка што ја дава. Така, ако има простор, нели би препорачала уште една романса, случајно Еми. Ова е една од тие полесни романси, се случува во денешно време, ги преиспитуваме нашите врски односи и така натаму, една интересна, да речеме, офис романс, можам да кажам. Така. Верувам навистина еве дека ви се допадна некој од овие наслови кои што ги слушнавте, но доколку ете и размислувате за нешто друго што би сакале да прочитате, изборот навистина е голем, она кое што треба да направите да дојдете и да си го изберете насловот и книгата која што сметате дека вам ќе ви одговара. Останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.